Jedan život ne može da se iskaže za 60 minuti. Patot moj me vodeše od Struga preko Italija, Rim, Pariz, do Afrika. Со mnogo brojni avanturi. Роден сум по село Долна Белица, 38 година. Татко ми беше голем трговец и тргуваше со Италија, Албанија. Голема фамилија беше и така. После кога дојде партизаните, со камиони им зеле све. Цела роба, од Италија многу роба. Тоа беше, јас како дете се сеќам, мал таму, качи се на камион, ти ја ставија фрле, пројде, сеќавање. Со напањоните што му останеле на татко ми, после, ги скрил негде и напој една куќа во Струга, меѓу првите во Струга. Јас ме пушти во Скопје, во школо, училиште за забари и забни техничари, 4 години заврши школа таму. Која година? 59-та година. Завршив школу, се вратив во Струга, работев во болница и мојата машта беше, уште од дете мало читам тие книги, Калар, Тарзан, Африка ми беше од срце. Ми беше. Како да си одам, дај вамо, дај таму, ајде. Една група од болница во Струга решиле да одат на екскурзија 15 дена во Италија. Си рекол во главата, мајката, како јас да се запишам да одам, а пасош немав. Се снајдов на некој начин, со една пријателка, добив пасош, меѓутоа немам служено војска, ама пасош го добив. Многу радосно. Тргнаме со групата, со автобус, стигнаме на граница да ги зедоа на сите пасошите и стигнаме во Италија и така прошетаме и на враќање од Рим, Помпеј, останаме на вечер во Флоранс. Во Флоранс сите да се одмориме и водичот ги зел сите да се прошетат низ Флоранс, тој град на цвеќа, Флeur. И јас му рекол на водичот, викам јас нешто, де сум у форма, глава ме боли, не идам, ки си сеам. Добро. Групата излегле, јас после некој време слегов на рецепција и си викам, прего Заровски, пасапорте, per mio, va bene? Он погледа таму, va bene, пасапорте, прего. Го зедо пасажот и си рекол во глава, леле, ево тија виза сега за бегање. И брат понатаму после слегов долу, еден таму Томе, чека од група, мајката си викам, викам сега сона со автобус, да ме прати. Ништо, и тој вика, шо бе, не си со групата? Па не сум, нешто глава ме боли, така. И ми јас. И ми кажа, ништо свртам еден круг по градот. Да дојдам со тебе? Марко, дојди бе, брат, дојди, знаеш да. И така продолжиме да се шетаме, низ града, мене опам беше како да думна. Мене тачно имам со мене $20 скриени во сапун од баба ми што ми ги даде
една торба и на Дуња имав. И за бричање, четка за заби, за бричање и тоа. И со томе му ја дувнавме, оставиме све таму и куферче што има и му ја дувнавме во воз и према Вентимилја за Франција. Така, преку планина стигнавме во Нице, од Нице се качевме на воз, уморни бевме, заспавме како заклани. Стигнавме во Париз. Ние немаме билет до Париз, него до еден град пред Париз. Не знаеме. Слегаме како сите и дајме тикетите, таму вика немате платено до Париз, не тргна настрана. Леле, сега што правиме. Ништо, чекај еден сат, појќе можда 20 таму на една клупа. После некоја време дојде полиција, француска, и не зеда во една соба, биро, и почна имаше еден преводач на српски. И ние не знаеме француски. И ни вика, зошто те дошли? А ја му кажем, мене режимот не ми се свија таму. Значи, вие сте рефужи политик. Ја реков, да. Тука ни ги зедоа пасошите, после преку Црвен крст се снајдовме некако, во фабрика работевме, на смени, ноќи и дења. И тука шефот на погонот од фабрика гледа, Заровски, меканичен дантист. И така вие, што ми каже меканичен дантист. Ми вика, ајде, вика, имам еден пријател, вика, доктор, ке ве запознам. И така, еден ден ме онесе во болница таму, ме запознам со еден доктор Жан Бует. И така ми дадоа работа во лабораторија. Работев, мене ми беше поавно, извадив комбинизонот плав од фабрика и си ставив бела блуза. И така и хотел го сменав, зедов еден хотел малце исто поскромен и си продолжив да работам во таа болница. Беше една недела сабај. Се спремав да одам на фудбал. Во 10:30 на играиште, знаев каде. Отвараме спеџер и гледам една женска наспротив мене, една црнка, една убавина. Чистеше кондори рака. Пеџер отвори и кондори чисти. Јас се гледам. Мајката си викам, ле. И се отиде. Другиот ден, сабајде, јас ставам на пенџере гледам, ставам на пенџере. Екам, море, чекам, мајко, да видам кај одим. Една шо беше, кукла. Се викаше Жаклин. Руверди. И со неја се запознав, на кино одевме со мене, ми стана љубовница. После, уште како дете мал, јас читав Калар Тарзан. Има журнали, знаеш, некој од Африка бара некој техничар, вамо таму, од ово, од тоа. И гледаме како среќа кој сака за Сенегал. Барат некој италијанец, задни техничар, знае тој и тој и тој. Леле, викам, аз со Жаклин имам едно студио на опера позади, во Париз. Таа работеше, земаше доста пари, беше маникенкина кај Пјер Кардан. И земаше пари. И таа рече студио. Бегаме од хотел и ти во хотел, и јас студио, телевизија, црно-бело купи. Шо, убав живот имал за тоа време. И гледаме анонс, и еден другар Терес ми вика. Кај во ти анонс, вика, сакаш да во Сенегал? Сенегал. Па јас знаев Африка, ма Сенегал. Каде? Така, не е така. Гледаме картата. Мајко, не ти биде лошо. А тогаш стана независни, 66-та година. Беше уште колонија Сенегал. Стана независни, па на година уште се носеа колонијални каскои, бели чорапи, уште французите беа газни. Ама независни, беше Сенгор на председател. Јас се јавивме со телеграма на пошта, Терес ми помогна. Не одговори одма човекот. Вика, карта ви праќам, вика, што побрзо, вика, мене, јас треба да во Франција се оперисам од очи, викам, барам некој. Ај, викам, што да правам се, јас со Жаклин живеем. Ми стигна карта од газдата од Сенегал
Моят приятел Терес ме отнесе на аеродром, се качив на авион. Беше 1963 година. И така, ако стигна во Сенегал, кај господин Бертулети, он имаше проблеми со очи, требаше да се оперира во Франција. И после некое време му ја купив лабораторијата и тргнав да работам таму. Убаво ми беше, се запознав со пријатели, со све. После запишав на факултета, редовно одев. 5 години работев и студирав. После неколку години, сега не сеќам, Бог да го прости, дојде како амбасадор Јацо Шопов. Многу добра личност, со кој се запознавме, одевме на лов, на плажа. После дојде Целтанец. Целтанец беше на гости кај мене. Со господино Ацо Шопов направивме, јас помогнав доста да го донесеме Сенгор во Струга на Струшките вечери, кој што дојде Сенгор во Струга. И го доби златниот венец. И така во Сенегал после 9 години решив зедов југословенски пасош и тргнав да одам после толку години во Охрид. Стигнав во Охрид, зедов една голема кола, радост голема, родителите, сестрите тука, све. Други дон Сабајле ме викна да снимам еден филм со Есма Реджепова. Така една вечер, гледајќи исто и телевизија, гледам една многу убава жена на телевизија, се запознав со неа и дојде со мене во Сенегал, мајката на моите девојчиња. Ја сакав многу и стално мачтав за Африка. Отидов во Габо. Во Габо останав едно поќе од 8-9 години. И така јас многу ја сакам Африка. И нека зборувајќи некој ми рече, леле, каква убава земја, природа, џунгла, богата земја, Габон. А знае, имам слушнато малце. И решив да одам таму. И отидов. Меѓутоа, тешко е да се инсталира, чекав доста долго време, зедов право, се инсталира, имав еден како пријател и работеше со мене еден француз доктор, 2 клиники имавме. И убаво многу, и така еден ден врнеше многу и си стави во глава да отворам казино. Казино. Лече фамилијата на секретарот на председателот Бунго. После некое време правото го добив и отворив и казино. И го прекрастив Кевазинго клуб казино. Кевазинго е торбо, многу јако што се вика во Габон. И сега како да правам? Таблите материјал стигна, крупиерките, картите платили, стигна таму и најдео стан. Проба секоја вечер 15 дена, отварање. Ајде луѓе, шампањ, кавијар. Па таму многу пари имаме, нафта има, американци, офшор. Игра, и таму почна казиното, леле, шо да правам сега? Јас работам преку ден во ординација. И работа, не краде, 4 години го држе, го затвори. Така, тоа здравоти, пари, оди Монте Карло, живива, 85-та година, се разведи со жена. Љубоморна, крупиерки, мама и отоци.
Парите што ги изработи, што ги уложи, ги заработи. Си проживав со тие пари што добива и не ми е жал. Јас кога бев во Габон направив една теза која ја подкрепи во Лион. Дека кои растенија се употребени во медицина на забарството. Зашто секој знае секоја фармација, фармакопија е направена обично од билки, од растенија. Имам трчано долго време низ оние крајови, низ Габон, да видиме кои се тие растенија, дота, антидота, кои се употребени за стопирање на, мислам да, стопирање, да се запри болката на незап. Нешто си е тие по селата таму, разбацани. Нема, додетка некој забра да се лече, него овие врачари што знае која треба се употребува. Тоа е веќе познато во цел свет, која треба да се смири малце болката на забор, не? И така да јас најдов доста растенија кои што ги анализирав и така направив една теза за барството како се лечат во тие села разбацани далеко. За тоа јас направив една теза која што исто излезе во Информацион Дантеа во Франција, што е само за барството кој излегува секоја недела. Не ми се седеше голем град, Франција, сакам убава, ама тешко, животот тешко, се научив на Африка. Оттаму со зет ми, што беше жена со сестра ми, директор на една голема компанија, збори ме, вика, син ми е, вика, во Караиби. Каде бе? Сан Мартин. Многу во место. Викам, чувам на одмор таму да го видам. Авионот отидов. Островот Рај. Милина. Срцето на Караиби. Шо да правам? Да ти кажам, во Габон, забора ти кажам, заработи доста пари. Да не кажам колку, поарнама заработи доста. И беше, уферите ми беа тешки, и сега викам, ќе живеам. Отидов на Караиби, се залюби во островот. Викам, овде ќе правам нешто. И сега трче ваму, еден рече, вика, над ова казино, вика, има една дискотека, газдата е нечи дискотека. Некој сака да отвори спектакли големи. Спектакли? Што сега викам ја спектакли? Казино се скрши в главата, сега спектакли? Абе, вика, ова работа е многу. Па е мај. Цалата флотила, $10,000. Аман бе 10,000. Вика, да пробам 6 месеци. Абе, решив, коцкар, си е коцкар. Ќе отварам, подпишав договор за 2 години. Со продолжување. Платив унапред. Еден чек му направи, имам пари во тоа, имам пари. Ево ќе пробам. Фатив еден инсталатор, еден американец, Грег, што се познаваше од светлост, од спектакли, американец. Порача материјал во Флорида, материјалот донесе, прожектори, завеса со електрика, најдов крупиерки, не знам што е, танцерки, најдов една кореограф, певач, костуми, све и направив ова ревија што ти ја кажам. И почна, брат, отвори, ме коштеше пари. Абе, почна убаво да работи. Леле. По 2 спектакли на вечер. Една карта $25. Меѓуто американци идат. Од казино горе на спектакли, од спектакли во казино. 2 спектакли. Рачун сега 200 души, 2 спектакли 400. Нека видат 300 души. По $25 рачунај колку е. Плюс пиењето. Абе, парата ме краде и тама, абе, нека ме краде. Јас си одем, чувал на врата, на висок стил, 27 души работа. Спектакл држеше на нозе. Од Холандија дојде да сниме. Мари Реви шоу. Јас ке си дојдам во 10 сато, сега на маса, специјална маса, со некои гости, пија шампањ, уживај. Спектакл заврши, кесата, имав една одговора за пари, зброи парите, оди во казино, играј.
izgubite $3.000 i na večer, aj gospode golem. Eto, tako život na brzijani. Posle beše biranje na Clinton u to vreme. Počna vojna v Okovej. I San Martin ostrovo, tu Amerikanci žive. Na holandska strana 14 kazino, na francuska strana restorani. A Amerikanci te već ne dojde i kazinata se isprazna. Kaj mene spektakli od 200 duši, 100, 150 duši i baka počna lošo, a kirija plaća. Da podiže se plaća. Ostanem 4 godine. 2 godine zarabotim malce pari po 50.000 mjesta. Ama posle počna dolu i mi propadne sve. Zamina, brate, Paris pak, od Paris posle se vrati pak Pazar, se instalira, otvori ordinacija, s jednim Francuz, otvori ordinacije, 95. godina. Ja se odam na odmor, abe sreća kod neki. Odam na odmor, se spremaš jedan ciklon, kako se vidi, uragan, oluja golema. Ima tamo, stalno, svega godina. Avgust, septembra, oluja septembra, se u Amerika mnogo. I ja sam na odmah, Pierre, prijatelj, vikam, ti beš na odmah, ja sam odam. Isto čekam, ja sam predali toj, koji, da me slučajno doji, koji tenđerinja to. Pozdana nedjela uragan dojde, čerkite mi bija tamo, ne može brska da pamete ni. 3 mjeseci ni telefoni ništa, a sluša me na radio, Martina še dosta. I poslije se vratim tamo pak, ordinacija ta moja, lom, znaš, na more be. Od tamo se vrati pak u Francija, se vrati malce v Ohrid, se odmori, pak v Paris i imao stan v Paris. I slegua me jedan den v jedna kafana dolu, ko znam gazdata, se napijam nešto, gledam dvajca Francuzi tamo zbore, Tanzanija po francuski novo. Tanzanija, ja spev ovije naši zemlji, francuski koloniji, bivši koji zborova francuski, engleski, od nego slova da mnogo ugo. Ne. I gledamo izbori za Tanzaniju. Ja se uključim, vikam, kako ovaka, aj, imaj. Vikam, mnogo ova diva zemlja, parkovi, životinja, mene mi se zbori za životinje, odmah ušine tolkaj. I se upoznam s onim, izbore me, ja odim u Tanzaniju, druga ta nego. A ja stuka bef, se vratim baš od Ohrid. I se ja sakam nešto negdje da napravim. I se ja vidiš slučka. A ja sam tako, ako rešam, ne sam će odam. Vikam, koga vodite? A, doma u Salva. Ali že vjavegu, će dojam s vas. Se dogovori me aviono, dojde direktno v Aruša. Aruša je poznato mesto, kaže od meseja za turisti ide nogu. Svi te parkovi se okolo Serengeti, Tarangeri, Lakmanjara, krater od Morogoro. Avionot stigne v Aruša, otide u nek hotel i si rekao, kako je ovdje, ne mi faćeš ovog. Poslije nek 5-6 dana avionot otide za Dar es Salaam, glavni od grad. Se smestimo u nek hotel i sada da si zaminam, poslije 2 dana, da si zaminamo Dar es Salaam za Paris. Ne mi faćeš ovog. I u Dar es Salaam, dupki, vamo, tamo, ne, beše kako sega. Sega se razvi dosta, poslije, 8 godini.
I slegvam isto, pred da spijam dolu u jedan bar, tamo su muzika, se napavim pivo. Slego i tuka gledam mъж и žena zbore francuski. I сега francuski во Танзанија, не още много луѓе, знаеш, сите енглески збора. А јас си се уклучев, каде, како, ти шо, викам, јас ево, како турист дојдов, посетам парковите, многу убави паркови, животни, све. А шо професија, викам, ево, јас забар. Викам, а отвори, вика, од ординација, нема добри клиники, има една шведска клиника, една докторка работи, викам јас. И добро, ај, ми стави еден тил во глава. Ојдо си легнав и малце се размисли, викам, мајка, тука сум. Хај да видам утре што се случува, што ординација има. Го откажив патувањето за Париз, ојдо во агенција, реков, продолжам уште една недела. Океј, фатив такси и се прошетав и сите ординации, приватна една шведска клиника, отидов. Ништо нарочито, но, а таа најпозната. По државните болници што виш катастрофа. И тука сега си викам, што да правам? А земјава се отвора од социјализам, оди кон капитализам. И тука гледам на еден журнал, вака со реклами, Croatian ресторан, хрватски ресторан. Мајка, ајдовам вечер. Ќе зборе сигурно српски. Отидов се запозна со газдите, зборевме вака така, и тие исто ми дадаа, века, докторе, отворите овде ќе биде убаво. И така викнав еден книговодител, направи молба, пушти молбата, јас поќе, не, реков, ај можда, ако е среќа, ќе замине за Париз, дадов адреса, чека еден месец, два, ништо. Викам, што се случува? Пак авионот го фати, се вратив назад. Тука ги дадов сите документи, преводна диплома, по енглески, све што требаше, и направив друго барање. Ги дав документите во Министерство за здравје и пак си се вратив. Па сега, чекам сега што. Африка си Африка, дај документи, ако не си тука да ги паркаш работите, ништо. Се вратив назад, чекав пак, ништо, пак авионот назад. Одам го наđам што ми даде книговодител, одиме заедно таму, во Министерство за здравје, барај моето барање, нигде го нема таму. Тука една докторка црнкиња, вика, доктор Заровски, вашите документи секај доктор Муја. Тој доктор Муја, танзаниец, мала клиника, примитивна. Таму се, тој е главен за сите забари овде во Дар-ес-Салам. Викам, ајде појме кај него, па јас веќе и не верував, викам, појќе не, ако нема ништо сега, не се враќам појќе. Ојдоме со такси до кај него, чекаме на 10 минути, го вика човека, викам, јас сум доктор, доктор Заровски, вика. Дојди вамо, вика, како, вика, целата документација е кај мене. Јас вака сум како шеф на сите забари овде, седнаме во биро, ми ваѓа еден вестник, информацион, терали по енглески. Тоа најслан што сум дадол во Франција, бил преведен и на енглески во Англија, а тој студирал во Англија. И добиваше вестници. Ми ваѓа една слика, јас бев на слика тука. Јас просто се изненадив, што ќе ми каже човекот сега. Вика, c'est vous, is you, here? Yes. Alors, јас го гледам чланокот мој и му кажам, јас имам напишено во Франција чланок, вика, нас таков човек ни треба. Како? Така. Хајде, реко, можда сега ќе се отвори нешто. Со него другиот ден во Министерство за здравје, оди кај директор на здравје, доктор Муја, вика, јас за доктора гарантирам, вика, да му дајте, вика, добро, привремено ми даде за 3 месеци. Се решив, материјалот ми дојде, куќа најдов, се инсталирам.
Niko go ne znam, se instaliram i čekam se. Работа да ми тръгне. И почнаме да работиме. Првиот ден, ништо. Третиот ден, двајца, тројца. После почна. Четвртиот по 5-6, по 10 и сега веќе тргна убаво. Ево до сега имаме едно 6800, до 7000 клиенти, до сега и уште првите клиенти од 99 по дојде, уште до денеска не ме бе. Идат во мојата клиника. Имаме обично вака доста добра клиентела, доста сме скапи. Тешко е да речем, ама ево една од првите клиники во Дар ес Салам, во цела Танзанија, кој што сме екипирани со последна техника и обично лечиме големи познати министри. Ја моментално денеска сабајли имам секретарката од председател на КАПА. Речиме директори, добра клиентела. Дар ес Салам ординација беше отворена, после отвори Варуша, кај што сме сега овде, и мене беше многу тешко да дојдам секоја недела со авион од таму, зашто многу работа во Дар ес Салам, после идеј со авион во Варуша. Се може, ама едно кратко време. Така да, кога една докторка Тања, од која сум многу задоволен, таа си работи овде сега скоро стално. Кога ода на одмор, ме заменува таа во Дар ес Салам. Кога оди доктор Тања на одмор, јас се заменувам тука и така спливам. Па Тања преку еден анонс, како сега, оглас во Скопје, се јавија повеќе и ние одбравме, ево, Тања дојде и таа да види како е. И рекол, докторке, ево, животот овде е тој. Ако ти се свиѓа, јас сум наш човек во таму, ќе гледам да види све перфектно. Ако ти се свиѓа животот, ако ти се свиѓа климата, ова животот све, па после продолжи. Ево девојчето сега си е тука, јас ме знам дека и е убаво, и јас колку што можам гледам да им помогнам. Учам од неја исто, таа од мене и така си варвиме. Имав среќа еве да дојдам. Планирав да останам 3 месеци, веќе сум 5 години овдека. Многу сум задоволна. Задоволна сум од докторот како газда, како шеф. Задоволна сум од работата тука. Задоволна сум од искуството кое што го стекнав. Ова е големо работно искуство за мене. Докторот има целосна доверба во мене, што е голем почит према мене, затоа што доаѓа од еден стручњак кој што прошетал многу низ светот и има видено многу работи. Школото е школа, универзитетот е универзитет, меѓутоа работите се учат преку работа, преку искуство и многу сум среќна што ете паднав на многу добар доктор, од кој што многу работи научив и навистина сум. И јас учам од тебе. Учиме заедно, меѓутоа Ми е стварно, како што рече, многу од поверење и многу слушам. И мислам дека од кога дојде до сега, она што јас го знаем, гледам да и го предам и почна многу озбилно да работи и сум многу задоволен од неја. First of all, I'm very lucky to work here because first time I came to look for a job, it didn't take me long. It took me less than an hour to get an employment, which is very rarely happening to anyone. I came here one afternoon, it was lunchtime, and after 45 minutes, Dr. Taņa called me on my phone, and she asked me to start working on the same day. And it's very strange because she was traveling next day, and she trusted me without even knowing me. She left me in the office, she was going on holiday. I started my first day of working by myself, and my boss leaving me the office without knowing me.
and I stayed for 4 weeks until she came back and everything was okay. Dr. Zaro is like a father to me, not only a boss, he's more like a father. And Dr. Tanya is more like a sister, not a boss. So we live like one family, and they are very happy with me. I'm very happy with them. And they took me to their country, Macedonia, after 2 years of working with them. They gave me a very nice holiday. I stayed there for 5 weeks in Ohrid, and I enjoyed myself very much, and I like the people, I like the food, I like the music. Macedonian people, they are very nice people and very friendly people. I was feeling like home, completely like home. Uz работа, понекогаш наоѓам и време да се направам некоја експедиција. Се оди во селата, оди има паркови, постати паркови. Танзанија мал се подива земја него Кенија. Во овај дел Аруша, Масаи, кој што се занимава со стока. И има една проверба која што е истина, мислам, дека за да станеш герие, војник, јак Масаи по главицата, ќе го пушти со копје и со браник да оди да утепа лав. Сега. Он ќе се одели од селото и оди сам по потрага на некој лав. И ќе се сретне со лав. Тука треба да имаш храбро срце, или лавот ќе го уждера, или он како герие, пред да трчне лавот, ќе го уде со копје, ако го погне добро, тогаш веќе станува борец, што викат герие. Jumbo, Mary, how are you? Jumbo, hi, asante sana, nice. Jumbo, Chikamu, your name is? Habari. Jambo, sawa sawa, hakuna matata, hamna shida. Beautiful. This is your house. How many children? Three. Маруша, водата не имчи, водата е катастрофа. Тука нема фосфор, нема железо, нема калциум. И наравно, и не одит на лекар, веќе од то немање на тие продукти, забите пожелтуваат. Jambo. I tell you, the men collect the wood outside because for this one. Let's have a Google. Помлад бев, одев на лов.
Сега дори ми е жал, защо стварно човекот е поголема животиња од животните. Ами добро, тоа така беше, сум бил на лов, стварно, сум бил. Сум бил на голем лов, на слонови. Сум имал, утепано, слонови. Антилопи, бибали, диви биоли. Пред колку години? 74-та, 5-та година. Бев тогаш во Сенегал, во Дакар. И тога со познанство со едни колеги забари, бевме на лов на слонови. Имав еден добар пријател, кој што до ден денеска ми е многу жал. Се викаше Тома. Он имаше пекара за леп, а беше доста познат ловец. И трме ја, тој и уште еден друг колега Забар и водичи, ајца отидовме на лов. И сега јас тогаш почнував да одам да лов. Ако сакаш да одиш на лов, треба имаш јако срце. Да пукаш на слон, то треба стварно да ти се нервите солидни. Јас ко бев со тој Тома, пријател мој, он искусен ловџал, беше пишано му, беше пишано да умри под нозе од слон. Како се случи? Он отиде, виде едно 5-6 фамилија на слонови и сега во секоја фамилија имаш мужјак. Мужјакот, ако гледа нека опасност, трча неколку метра со ушите спуштени, оп и престанува. Нема ти дава страф да бегате од нас. Тој ловџија и оди полека, оди, слонот му трча кај него, он не зна што се случи во тој момент, не ми е јасно и мене. И почна назад да оди. А слонот трча према него, назад се врати, а не беше да пука и не пука. А зошто? Се мести се сигурно. И се сопна на едно дрво, на една гранка, кој му беше пишан. Падна човекот. На неколку секунди, слонот на него, со нога, го направи, што да ти кажам, пардон. А со влада, па лом. পদ্মা নদী জরে রে বাঁধিস না ভাই ঘর পদ্মা নদী জরে রে বাঁধিস না ভাই ঘর অনেক জায়গায় আছে পরে অনেক জায়গায় আছে পরে যাস না বালু Често пати се викнам по вечери, по коктели, после одам на тенис, играм малце тенис, фитнес центар, малце мускулација да ставам малце мускули. Така врви времето, убаво ми е, на плажа одиме, има убави плажи, перфектни од многу убави плажи, на тие милина.
Тука имаме некои наши што се дојдени, кој од Хрватска, кој од Босна, кој од Србија, кој од Црна Гора, и вака се работат во Обединети нации во трибуналот овде, што е во Аруша, како секурите, кои се женати, име деца. И така се запознаме и се направиме една наша група. Јас, Тања, доктор Тања и јас сме македонци, си имаме македонски песми. Па тие некои нивни српски имаме и српски песми и се наоѓаме, си правиме печено прасе овде, си се наоѓаме овде, си иде сите, си пиеме, си пееме, си уживаме. После од овде сме викнати кај нив и така проаѓа време. Значи имаме една група наши луѓе кои што си се слагаме добро. На секој е нормално, носталгија за својот роден крај, како што ние нас, што се одиме секоја година, јас си одам во Охрид. Македонија многу убаво, многу. Јас сакам многу Македонија. О, браво. Браво. Пред неколку години, 12 години, една куќа во Охрид, баш недалеко од Палас, до езеро, па глисерче, но се скијаме на вода. Черките ми доаѓат, пријатели, ресторан, шахше играме. Па својата таковина, мислам, не се забораваш, увек родното место влечи, така си е. Во Охрид си доаѓам скоро секоја година. И за мене Охрид е свето место. Поготово и со ова езеро, кој што ретко се наоѓа во светот. Во Охрид имам доста пријатели, другари, со кои вака стално кога идам секоја година, се гледаме. Нашата прва средба со мојот голем пријател Заро почна ненадејно некаде после 80 години во Париз, на
познатиот Плаж Дитерте, односно Монмартре. Тоа што ме радува кај Заро е токму таа безсмртност на неговата енергија. Тој е секогаш млад, тој е секогаш оптимист, секогаш отворен и секогаш весел. И секоја средба со него е продолжување една позитивна енергија. И тоа е она што најмногу ме одушевува. Друга работа, би кажал што ме одушевува кај Заро е начинот на животот, значи тој имам впечаток дека времето се менува, Заро не се менува. Живее секогаш боемски, живее секогаш младо. Ја сака секогаш Македонија, го сака секогаш родниот Охрид, токму тој магнет вечен кој се вика Македонија, кој се вика родниот крај, кој се вика родната музика, кој се вика родната куќа, му ги дава тие космички крилја кои тој секогаш се враќа во родниот крај да го продолжи тој сон на сопственото детство. Раде го имам запознаено токму на ова место каде што сега се наоѓаме и го сликаме овој мал разговор. Раде е стварно еден не секојдневен човек, еден свој човек, човек кој што живее, размислува по свое и се радувам на нашата средба таму во Танзанија во декември. А јас во умов си ја замислив како еден македонски авантурист кој што се занимава по светот со специјалноста забна остеологија, а бидејќи јас се занимавам со земна археологија, се почувствував многу близок со него. Се надевам дека во иднината и минатото нели се среќаваат заедно и комуницираат меѓу себе. Ќе создадиме една заедничка работа, која работа ќе го прослави Охрид и Македонија во светот. Македонија има големи синови кои што се долг период надвор од Македонија и кои што доволно и значајно придонесуваат да се она што е вредно од Македонија се пренесува на тие простори. Еден од тие големи синови е нашиот Раде Заров, кој што долг период живее надвор од Македонија, никогаш не се одвоил од Македонија и секогаш на тие простори ја пренесува македонската култура, македонските вредности и го прави она што никој до сега, ни од политиката, ни од бизнисот, таму не го има направено. Често пати го споредувам во моите мисли со Драган Охридски, кој што во 16-тиот век учествувал во откривањето на Америка. Прв пат го видов заедно со председателот Сенгор, кој што е легенда на африканската цивилизација, а заедно со председателот Трајковски имавме чест да учествуваме на самитот на франкофонијата во Бејрут и таму имаше голем број африкански државници што го познаваат Раде Заро. Јас не знам дали Македонија може да има еден попрекрасен амбасадор на нејзината историја, на нејзините природни убавини, на нејзината цивилизација од Заро, бидејќи тој со неговиот хуманизам знае да ги освојува срцата на луѓето низ целиот свет и затоа се гордеам со моето пријателство. Понекогаш, кога идам овде, ме фаќа некоја носталгија и одам до своето родно место и така да го посетувам, да се сетам на десното. Исто така одам кај вечниот дом на моите родители.
kitu isipokuwa amani, atakwenda kila mahali isipokuwa peponi, atajulikana kila mahali isipokuwa mbinguni, atarithi kila kitu ila uzima milele. Papa Fadhili na Maskati I kad si pomislim ovako, što je od života? Ništa ne. Umiračka ima. A kad se umri i si vika ovaka, su prijatelji zgor, lele ko će umram, ako me zakopet po Ohrid, jedno što sakam na grobo da mi stave jedan kec i jedna dama, blackjack. I 3 ubavi ženski. Koji će me gleda, neka reći ovaj što čovjek bil. Pa to je.